Текстилците и кожарите веќе имаат проблеми од сите страни, а во меѓувреме неизвестноста и агонијата им се пролонгираат за најмалку уште 3 долги месеци. Сега почнувајќи од февруари па следните 3-4 месеци. И тоа е најмногу заради големиот локдаун во Германија, као наш најголем трговски партнер, но и во другите европски држави. Во текстилната индустрија веќе во магазините стојат 2 сезони стока непродадена. Ова предизвикува голем недостиг на работа кај многу наши конфекции, што значи дека тие се приморани да отпуштаат работници. Не се неколку месеци кризни, ние веќе сме во кризни месеци. Сега Италија не е затворена, се уште регионално затворена од град до град. Значи имаат затворени најави, некои имаме, меѓутоа се уште се чека како ќе биде Европа, ако се затворат моловите во Европа, како што е сега нагло зголемување на број на заразени, значи се очекува дека ќе имаме пат и на тоа што ни е најавено, имаме помала количина. Во меѓувреме, отпуштањата и принудените одмори практично не престануваат, а во некои компании дома заминаа сите вработени. Критичен пример за ова е Пробиштип, каде од 6 текстилни фабрики, 2 комплетно ги затворија погоните. Кој имавме минатиот месец еден силен удар во делот на текстилот, односно текстилната индустрија, но се надевам дека би траела кратко за да можат повторно да работат овие 2-3 правни субјекти. Дополнителна тежина на сите проблеми е и доцнењето на владината помош, која значи плата за работниците. Од тука текстилците и кожарите апелираат. Без помош, ако вака се продолжи овие 3-4 месеци, мислам дека можеби и 20 до 30% од вработените во оваа гранка ќе останат без работа. Но, како што гледате, во парламентот се уште се играат некои игри. Пратениците покажуваат целосна незаинтересираност за состојбите во стопанството и економијата. Ги гледаат партиските интереси и ова ќе допринесе да голем број компании од текстилната индустрија овие 3 месеци да ги затворат своите производни капацитети. Владата треба да направи сет на мерки кои што стварно ќе ни помогнат во овие најтешки месеци, бидејќи овој петиот беше последен најавен, меѓутоа мислам дека кризава е уште поголема од минатата година. И дали ќе има некоја помош за да се задржат работните места, треба навистина да размисли да биде во контакт со стопанските комори. Дека порано или подоцна, владините пари ќе се појават е известно, но крајно неизвестно е дали тие на компаниите и работниците нема да им бидат последни. Овие два сектори се во екзистенцијален колапс кој може да донесе на вистина големи проблеми за сите. Надеж има, но сепак се помалку.